Вечерва продължуваме, драги сестри, со нашите проучувања за молитвата. Да се подсетиме последниот пат кога бевме заедно, зборувавме за молитвата во животот на Исус Христос и рековме дека Исус бил исполнет со молитва. Тој денот го почнал со молитва, рано наутро и го завршувал денот. Така да едноставно може да биде Исус пример и во нашиот христијански живот. Во предавање, што пред нас го имаме за вечерва, насловот е како да се поврземе со Бога. И овде имате едно зборче на почетокот Аба или Ава во наш превод. Зборот Аба е всушност во западниот дел се спомнува, а во источниот дел во превод е Ава. Тоа е арамиски збор што значи татко. Значи, ние како да се поврземе со нашиот небесен татко. Тоа ќе биде предмет на ова наше проучување. Како да се поврземе со Бога. Денеска ние меѓу себе сме поврзани на разни начини. Постојат мобилни телефони, постојат фиксни телефони, постојат друг вид на комуникација. Интересно, луѓето пронашле начин да меѓу себе комуницираат, да бидат поврзани. Посебно сега во овие последни години. Може да бидеш на планина, на езеро, на нива, во поле, во работилница, во дуќан, секаде денеска ние сме меѓу себе поврзани. Меѓутоа ќе видиме дека и во христијанскиот живот, односно Бог смислил еден таков план, таков начин да можеме ние постојно да бидеме во комуникација со Него, да бидеме поврзани. И ќе видиме дека повторно вечерва Исус ќе ни биде предмет или пример како тој ја користил молитвата во својот секојдневен живот. Зборот Ава значи татко. Тоа е арамиски збор што значи татко. Го наоѓаме во Марко 14 глава во 36 стих. Еве ќе се подсетиме кога бил кажан за прв пат овој збор Аба, односно Ава. Еве Исус овде се моли, се наоѓа во Гециманија, тоа е една градина, исполнета со маслинки и со друг вид на дрвја. Исус таму често пати наоѓал заштита, наоѓал место на одмор и тука ги упатува своите топли молитви кон својот татко. Еве како се моли. И отиде малку подалеку. Биле и учениците неколку со него, меѓутоа тие заспале, тој се оддалечил неколку метри, клекнал и почнал да се моли. И текстот вели вака. И отиде малку подалеку, падна на земја и се молеше. Ако е можно да го одмине тој час. И велеше, Ава, татко, се е можно за тебе, отстрани ја од мене ова чаша, но не како јас што сакам, туку како ти што сакаш. Значи, почитувани, овде го наоѓаме зборот Аба или Ава, што значи татко. Знаеме дека во Библијата се спомнуваат и неколку арамиски зборови, како во Стариот Завет и така ете овде во Новиот Завет. Иако Библијата е пишувана, знаеме, Стариот Завет на еврејски јазик, освен неколку стихови на арамиски, и Новиот Завет е пишуван на старогрчки јазик. Но овде Исус го користи зборот арамиски збор, што значи Ава, односно татко. Интересно, еве на еврејски како се пишува, значењето на тој концепт Ава. Станува збор за Исусовиот најчест израз за Бог. Значи, тој збор е толку интимен, толку близок. Подоста ние ќе нагласиме и други зборови значења за самиот збор Ава или татко. Значи, овој концепт на зборот Ава означува еден најчест израз кој Исус го користил за Бога во својот живот. Употребата на овој израз открива што и како Исус верувал во Бога. Значи, кога ние во некого веруваме, ние комуницираме со него, кога сме пријател со некого, ние имаме постојана комуникација или врска. И очигледно Исус, иако бил Бог, но сега тој во човечко тело, знаеме дека божеството го оставил на страна, би рекле, тој не го користил божеството во своји цели, да си го олесни животот туку, само кога било во прашање лечење, помагање на другите или воскреснување на мртви. Едноставно, Исус, како човек, ги поминал тие 33 години. И Библијата вели дека тој не погрешил. Исусовата најголема иновација во разбирањето на Бога и молитвата.
Интересно, зборот Ава или Аба е еден присен однос што Исус го имал со својот Отец. И токму ова размислување вечерва треба да ни помогне и ние да имаме, браќи и сестри, еден близок однос со Бога преку молитвата. Ете, молитвата никој не може да ја забрани. Може да ни одзема имот, куќа, нива, автомобил, се да ни одзема, дури облеката може да ни одзема. Сум читал разни вистински настани за време на Втората светска војна, кога евреите биле во тие логори заробени и се им било одземено, се. И прстените им били извадени. На жените обетките, ланчињата, се им било одземено. Но верата во нивното срце, кое постоело во Бога, не може да им ја одземат нацистите. И многу луѓе, добар дел од нив, таа вера ги одржала и преживеала. Сегато милиони луѓе ја нашли својата смрт во тие затвори. Но, реков, денеска можат се да не одземат, меѓутоа верата во Бога и таа молитва што човекот може да ја моли и да се поврзува со Отецот, никој не може да не одземе. Ајде да видиме малце во позадина, во историјата, каде и како се користел тој збор во некои други сегменти. Потребата на сликата за таткото во однос на Божеството била една од основните белези на старите религии. И ние подоцна ќе видиме, еве, например, зборот Ел, угарински бог, татко на човештвото. Значи, многу народи кои постоеле во минатото, исто така имале своји божества. Своји божества и го употребувале тој збор татко. Меѓутоа, за посебни лица. Син, вавилонски бог на месечината, таткото и создателот на богови и луѓето. Значи, во разни верувања, во разни религии, исто така се употребувал тој збор татко. Богот Зевс е грчки бог на небото, татко на луѓето и боговите. Значи, зборот татко сега ни проверува низ овие историски сегменти, значи, гледаме и во позадина на многу светски религии се употребувал тој збор татко. Но не смел секој да го употребува тој збор. Само, значи, кога се обраќале до тие своји божества. Во античкото општество царот бил почитуван како татко на нацијата, како син на божествен татко. Ево овде имате нова слика, овде пишува Хамураби прима царска ознака од Шамаша. Значи, тоа е во музеот во Париз, во Лув, таму стои таа слика, Хамураби како прима царска ознака од Шамаша. Значи, царот бил почитуван како татко на нацијата, па и кај нас овде во Македонија, што е од председателот на државата е татко, така? Татко на нацијата. Тој треба да биде, и знаеме кога некој ќе биде избран за председател, а доаѓа од некоја политичка партија, тој вели сега ја замрзнува својата политичка дејност и сега е татко на сите луѓе во таа држава, без разлика кој во која политичка партија припаѓа. Така би требало да биде. Значи, таткото е, царот е татко на нацијата или, како овде што ние велиме денеска, председателот е татко на сите граѓани на таа земја. Кога одиме во општеството и да ги анализираме различити семејства, ќе видиме дека таткото одлучувал за се. Тој бил врховен авторитет. Па, знаеме дека на исток таткото го почитувале малте како бог во семејство. Тој што ќе каже и денеска во некои патриархални семејства, таткото ако крене рака, веќе жената или децата знаат што треба да донесе. На Косово кога работевме, бидејќи таму знаеме се повеќе муслимани, имат и по две жени, по три некои од тие луѓе и мажите, знаете, во една соба седат, таму долу ниско и разговарат. И само мажот ако крене рака, веќе жената знае дека кафе треба да донесе, или да послужи сладко, или да донесе вода. Значи, едноставно, таткото е врховен тој кој управува и кој се дава почит од децата и од целото семејство. Значи, апсолутен и неотоплив авторитет во семејството. Заштита, одговорност за заштита и помош на сите во семејниот круг. Значи, што има татко, жена и деца, знаеме таткото е еден вид заштита на тоа семејство, авторитет и се луѓето повикуваат и децата се радосни и сретни кога нивниот татко е со нив. Одиме понатаму. Бог како татко во Стариот Завет. Изразот татко се спомнува 1200 пати, но само 15 пати во верски смисол. Значи,
Например, Аврам имал син, тој бил татко на својот син Исак. И така натаму се спомнува 1200 пати, но само 15 пати во верски смисол кога Бог како татко небесен се открива на луѓето. Изразот се појавува се на се во 13 стихови како епитет за Бога. Бог се спомнува како татко само во однос кон израелскиот народ, а не кон поединци. Само на два пати, значи во две места, во контекст на молитвата што се молат луѓето кон својот небесен татко. Очигледно, тој збор е експлоатиран во Стариот Завет. 1200 пати се спомнува. Па и денес ние користиме зборот татко. Така, кога се обраќаме до нашите родители, ние му велиме татко. Или ако некој син е поблизу до таткото, како го викаме? Татенце, така. Многу поблизу, иако знаеме дека тоа го кажуваат претежно малите деца, но тој однос треба да постои до крајот на животот. Исусовиот Аба или Ава јазик. Исусовото откривање на Бога било суштинско ново. Татко во Евангелијата се спомнува 170 пати. Интересно, во Новиот Завет тој збор се користи или се потребува 170 пати. Еве може да ги поделиме тие бројки сега: 42 пати во Евангелието според Матеја, 4 пати во Марковото Евангелие, 15 пати во Евангелието според Лука и 109 пати во Евангелието според Јован. Гледате во Новиот Завет колку пати се користи зборот татко. И подоцна ќе прочитаме еден текст кај што Исус едноставно им забранува на учениците да не ги нарекуваат колку татко. Учителите кои им се така натаму. И затоа ние не смеме, почитувани, да верските водачи, лидери, свештеници, проповедници да ги нарекуваме татко или отче, или да им ги бакнуваме рацете. Само постои еден пред кого ние треба се кланяме. Кој е тој? Бог секако. Вие знаете, во Новиот Завет, во книгата на Откровение, пишува таму кога Јован, богослов, видел ангел и сакал да му се поклони, што рекол ангел? Немој, јас сум слуга како и ти, само на Бога да му се поклонуваме. Еве Исус како се моли: Боже мој, зошто си ме оставил? Значи Исус се обраќа во своите молитви со зборчето Ава, осем во ова молитва, кај што Исус сега службено му се моли: Боже мој. Исус како да се однесува службено сега, зашто сега Исус е на крстот, треба да испие чашата до дно, значи да ги поднесе тие маки до смртта. Исус можел да се симне од крстот и можел да си замени, да каже: чао, луѓе, повеќе не сакам со вас да бидам, не можам да ве поднесам. Но Исус знаел дека со слегнувањето од крстот или со прекинувањето на таа мисија што е имал, и се прекинал планот на спасението. И денеска ние би биле за секогаш, за вечност изгубени целото човештво. Но Исус сепак оде како човек се моли. Тешко му е, но тој ќе издржи до крај. Боже мој, зошто ме остави? Зошто си ме оставил? И навистина неколку минути или еден краток период Исус морал самиот да се боре. Исус морал самиот да издействува победа. Претходно му помагале ангелите, тие биле постојно поред него, но сега Исус морал сам доди до крај. Од друга страна сатаната го кушал, но тој бил свесен за својата мисија. Во Талмудот се наведува кога детето доживува вкусна пшеница, кога повеќе не цица, тоа научува да каже ава или тате и има, тоа со две м, што значи мама. Значи, гледате Талмудот што кажува кога детето го изговара првиот збор. Кој збор го кажува децата први? Мама или тато? Мама ли? Зошто? Па мама постојано е со него. Меѓутоа, видите гледате кај евреите што се случувало. Значи, во Талмудот пишува кога детето доживува вкусна пшеница, кога повеќе не цица, значи не користи мајчино млеко, тоа научува да каже ава или аба, тате, и има, што значи мама. Тоа се првите зборови во речникот на детето. Интересно, дали е сега ава или има, или тате, или мама, но тие две зборчиња се првите што детето ги изговара. Еве Јохамид Джеремијас, кој живеел таму некаде на почетокот на 19. век, што запиша: црковните татковци Јован Златоуст,
Теодор Мопсуски и Теодор Кипарски, родени во Антиохија од добростоечки родители и веројатно пораснати под надзор на сирийски негователки и воспитувачи, известувале од своето собствено искуство дека малите деца обично ги нарекувале своите татковци со ава, значи татенце, тате. Тој збор ќе го спомнуваме вечерва малце повеќе пати. Зборот ава, што значи тате, нешто присно, нешто блиско, не нешто страно, кај што треба да се најавиш па да дојдеш. Меѓутоа, еве, овој Јоахим го напишал овој текст. Значи, црковните татковци тоа го научавале дека во тоа време, од собствено искуство, тие кажувале дека своите татковци ги нарекувале со зборот ава. Основни концепти кои ги опфаќа ава. Прво, длабоко почитување. Значи, кога ќе каже еврејнот тате или ава, тоа значи респект, почитување на татото во сите аспекти. Понатаму, присност, тате, татенце. Ти не можеш да кажеш на секого татенце, само на својот татко, тој кој те родил, тој кој те огледал, тој кој те чувал. Значи, длабоко почитување, второ, присност и најдобар превод во нашите Библии би требало да стои драги татко, драги татенци. Кога би се еден побожен евреј осмелил да се обрати кон Бога со ава, би звучило како непочитување. Тоа било во почетокот. И затоа кога Исус се молил, им било чудно на евреите, им било чудно како Исус така се моли. Како може да го Отецот нарекува со ава? А вие знаете дека евреите не смееле да го користат Божето име. Јехова или Јахве. Тоа го користили само свештенството и тоа во последни прилики. А во други прилики може да користат Адонај, Ел Шадај, Ел Рој, Господ, значи кој гледа, кој слуша, тоа се Божји епитети. И еврејот не смел да го спомне директно името Јехова или Јахве. И секако Исус се моли на Отецот со ава, што значи тате, татенце, малку им било непријатно и чудно на самите евреи. И затоа овде постои значи таа суштинска разлика помеѓу Бога и човекот. Тие едноставно не смеле да се обраќат кон Бога со ава. Тоа би значило непочитување. И затоа користеле други зборови за комуникација со Бога. Кога зборуваме за семејството, во семејството, знаете, нашите седмица се одбележени, овде пишува со неформалност. Не треба се најавуваме сега да кренеме раце, два прста, па може ли да кажем јас, па може ли жена да каже, па детето едно, па другото или трето. Тоа е неформален разговор, значи ние сме тука сите еднакви. Секако се почитуваме, таткот има свој почит или мајката, меѓутоа тоа едно семејството е обележено значи со неформалност. Не со некои најавувања, со некои предрасуди или со некои титули што треба да јас знам некои велат на таткото вие или на мајката вие. Ние зборуваме со ти, значи тоа е присност, тоа е блискост. Учењето за комуникација со античките божества било спротивно. Значи, во античко време учењето биле спротивни. До Богот не смеш така да дојдеш лесно. Мора да се најавиш, мора да патиш, мора да испашташ, мора да се молиш, мора да клечиш ако сакаш Бог да ти се умилостиви. Така било, на жалост, учењето во тоа време. Исус тврдил дека нарекувањето на Бога Татко е привилегија на сите негови следбеници. Значи, тоа е привилегија, почитувани ние на небесниот Бог, Бог кој ги создал сите невидливи и видливи светови, Бог кој го одржува, која одржува Вселената, да му се обратиме со ти, со тате, со ама. Исус ја забранил употребата на нова титула како израз на почит кон луѓето, еве тој текст што го кажа пред малце. И никого на земјата не наречувајте го свој татко, зашто е еден вашиот небесен татко. Ова не се однесува на нашиот биолошки татко. Сите имаме својот дел, своја мајка. Меѓутоа, кога станува збор за облажавање на луѓе, клечење пред луѓе, бакнување на рака, тоа не е според Библијата. Само пред Бога треба се клањаме. Само пред Бога треба да клечеме, а не пред човек. Секако секој човек е достоен да го почитуваме како суштество, како човек, но не да се клањаме или да го нарекуваме татко, да го заминуваме со нашиот небесен татко. Исус
е Божиот Син во единствен и најспособен смисол. Најпосебен смисол, пардон. Второ лице на тројството, отелотворен Бог. Еве што Исус. Значи, Исус е Божи Син. Тој е второ лице на тројството. Отелотворен Бог. Бог на човекот му се открил преку Исуса Христа. Знаеме дека се зачнал на надприроден начин. Бил роден од Марија, растел 30 години и 3,5 години бил активен во својата служба. И после тоа тој својата мисија завршил и заминал на небото. Затоа не го користи изразот татко наш, туку прави разлика меѓу татко мој и татко ваш. Тоа се тие изрази што Исус ги користи во посебни прилики. Како што спомнавме пред малку, на крстот Исус вели Боже мој, зошто ме остави? А претходно постојано се молел татко мој, татко мој. Тоа е пристност, но сега Исус му се обраќа како службено, зашто сега ќе дојде крајот на неговиот живот. Тој ќе испие чашата до дно и ќе умре и ќе биде во рацете на Отецот. Ќе зависи од Бога кој ќе биде во гробот. Исус не можел самиот да се воскресне. Тој умрел како човек, секако не како Бог, но сепак во тие мигови тој зависел од небесниот татко. Во Јован 1 глава пишува, а на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца, а на оние кои веруваат во неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. И затоа ние можеме почитуваме да го нарекуваме Отецот Небесен татко, зашто ние сме сите вели деца Божи. Оној кој ќе го прими Бога, оној кој ќе се покае, оној кој ќе го следи Христовиот пат, тој станува дете Божие. По патот на крштевање, кога ние се заветуваме, кога правиме завет со Бога, ние стануваме Божи синови и ќерки. И затоа овде Јован вели, сите кои го примија им даде власт или право да станат синови и ќерки Божи, кои не се родеа ниту од крв, ниту од телесна поход. Затоа крштевањето е ново раѓање преку Светиот Дух. Ние се раѓаме наново со нови идеи, со нови мисли, со нови планови. И на друго место Павле вели, ете се ново создаде, старото помина. Бог создава нови планови, нови идеи и стануваме синови и ќерки Божи. Еве и апостол Павле во Римјаните, во 8 глава, во 15 стих го спомнува овој збор Ава. Имено, не го примивте духот на робство, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, односно татко. Интересно, и Павле го користи тој збор Ава, што значи татко. Денеска и ние може слободно да го користиме зборот Ава кога се молиме. Да го користиме зборот татко или татенца, да ни помогне. Како еден родител, еден татко кој е заштитник на семејството, кој е подготвен животот да го даде во поедини моменти. Нашиот небесен татко го дал својот живот преку Исуса Христа. Исус го дал својот живот и платил откупнина да едноставно не бидеме ние изгубени, туку да бидеме за секојаш со него во вечноста. Ево уште еден текст. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син, кој вика Ава, односно татко. Синовството и примањето на Светиот Дух се тесно поврзани со појмовите. Број 1, кој е Светиот Дух, тој е тројството, односно тој е третото лице на Божеството, тој е заменик на Исуса Христа. Знаете, пишува во Јован Евангелието, кај што Исус вели, одам, ќе ви приготвам место, но ќе ви пратам заменик, утешителот, тој ќе биде постојано со вас, затоа што Исус бил во тело и бил зависен од тие земни закони, физички закони. Не може Исус да биде на исто место во Јерусалим и во исто време во Назарет, зашто бил како човек, но Светиот Дух, кој не зависи од земните природни закони, тој ќе биде постојано со вас, ќе биде ваш учител, ваш утешител. Параклетос, тој е грчкиот збор што значи утешител. И Светиот Дух е личност која ние понекогаш може да ја навредиме и затоа треба да бидеме многу внимателни. Кога Духот Свети ќе не отпомени, ќе не подсети дека нешто сме направили што не чини, тоа е добро од Исуса со цел да ни помогне преку Светиот Дух да не врати назад, за да не пропаднеме во таа провалија. Светиот Дух донесува нов квалитет во христијанското искуство. Многу луѓе, кога го запознале Христа, кога ја запознале Библијата, кога почнат да читат, вели до вчера го читав и не може да го сватам, да го разберам. Сега
веќе ми станува јасно. Кој е тоа? Чие е тоа дело? Тоа е дело на Светиот Дух. Неговата функција е да ни го расветли тој текст, да ни ги потикне нашите мисли за разбирање. Кога доаѓаме на вакви предавања, може би одеднаш ни се откриват некои моменти и ги разбираме Божите пораки, секако тоа е дело на Светиот Дух. Присуството на Духот донесува слобода, почитување. Значи, Духот ни открива една ширина, дека не сме ние во некои рамки, во некои терети ги носиме. Духот ни дава слобода, слобода во Христа. Павле вели, се ми е слободно, но секако не е се на полза и не е се на корист. И затоа Бог ни дал разум, односно мисли да самите ни одлучуваме. Роберт Джует, кој се уште е жив, еве што напишал. Духот потврдува дека верниците припаѓаат на Бога. Затоа не постои причина за загриженост во поглед на нивниот статус. Нивната потреба за чест во потполно се исполнета во однос со небесниот родител кој ги безусловно сака. Интересно, убаво кажеме. Духот потврдува дека ние, јас и ти, како луѓе, како земни суштества, кога го прифаќаме Христа, кога се определуваме да живееме според неговите правила и принципи, онака како што Библијата вели, не постои причина за загриженост на нашиот статус. Кои сме ние, што сме ние? Павле вели на друго место, можат тело да ми го одземат, можат се, но верата во Бога и мојот живот кој е сокриен во Господа, да, физички може да ме острана, меѓутоа нашиот живот е сокриен во Бога и кога еден ден ќе дојде Исус повторно ќе го врати животот на таа личност. Нивната потреба за чест во потполност е исполнета во односот со небесниот родител кој ги безусловно сака. Тој небесен родител е нашиот татко небесен. И затоа почитувани да ја користиме молитвата Татко наш, Матеј 6 глава, 9 стих. Верувам дека сме ја научили напамет. Како почна таа молитва? Па со Татко наш. Ава, татенце наш. Значи нешто што треба да ни биде близко, тъй што можеме за време на 24 часа да се појавиме пред него. Да не бараме прием, да не бараме закажување. Ако одете кај градоначалникот во градот, треба да се закажете. Недела, 2-3 ќе чекате, може и повеќе, ако е зафатен. Кај Бога не треба закажување. Директно ние може да му се обратиме во молитва. Еве што кажал Платон. А претходно да ги прочитаме овие зборови. Слободата да се однесуваме кон Бога како кон татко тесно е поврзано со човечките потреби за смисол и заедништво. Човекот почитува не е роден да живее сам. Затоа Бог рекол, не е добро да биде човекот сам. Кога Адам бил создаден, почувствува една празнина. Видел дека таму животните имат парови, а тој бил сам. И затоа Бог му создал другарка Ева. Еве Платон што кажа. Неиспитаниот живот не е вреден за живење. Неиспитаниот живот не е вреден за живење. Нема да ние да го испитуваме живот кога пред нас веќе испитале многу работи. Но, кога во прашање нашиот живот за живење, ако е поврзан животот со Бога, преку молитва ќе биде исполнен. Може нема да бидеме богати, може нема да бидеме славни, но ќе имаме една радост во својата душа. Еве, најдов една убава мисла и сакам да ја прочитам, вели, кога е во прашање верата во Бог. Сигурно сте ја прочитале вие некаде. Еден човек, атеист, дошол кај свештеникот, кај проповедникот и му рекол: проповедниче, ама си смешен. Велиш дека веруваш во Бога. Како можеш да веруваш во Бога кога не си го видел? Како можеш да веруваш во нешто што не си го допрел или видел? А свештеникот, односно проповедникот му одговорил: добро господине, дали знаеш што е тоа љубов? Како да не знам? Знам, одговорил човекот. На второто прашање: дали си некојаш видел љубовта? А, не сум ја видел. И тоа ти е Бог. Тоа е да веруваш во Бога. Значи, љубовта дали се гледа? Дали се допира? Да. Се чувствува. Но кога човек верува во Бога, тоа го чувствува душата, нешто ти е мило, нешто ти е пријатно кога ќе дојдеш на богослужение, кога ќе отпееш некоја песна христијанска, дали тоа некојаш ви се ежи кожа? Значи, кога ќе слушате добар хор, едноставно тоа причинува една убавина во душата. Така да,
молитвата ни дава една изпълнитост во нашиот живот. Одем понатаму. Следната фотографија. Не, окей, добро. Добро, одем понатаму. Ние како луѓе, почитувани, секогаш во душата чувствуваме некоја празнина. Мислејќи дека ќе исполниме таа празнина со нешто трето, со нешто четврто. И знае дека некои луѓе се чувствуваат толку празни и покушаваат да земат некои алтернативни замени. Таа замена може би до некаде ќе му помогне, но и понатаму ќе остане празен, ќе остане потиштен и така натаму. Божјото присуство носи целосно исполнување. Може нема да бидеме богати, може нема да бидеме славни, но може да ќе бидеш сиромашен, но ќе бидеш радостен, ќе бидеш исполнет во душата. И затоа, кога Бог ќе исполни нашата душа со сигурност, тогаш ние имаме еден јасен правец во нашиот христијански живот. Молитвата како поврзување со Бога. Религија без повторно поврзување со Бога останува без основен квалитет и станува безсмислена. Значи, тој живот без Бога, почитувани, пред некој ден слушнат еден многу познат новинар изврши самоубиство во хотелот. Зошто? Имал слава, популарност, пишувал многу јаки и силни тестови, одел скоро во сите држави во светот, но во еден од хотелите во Европа тој извршил самоубиство. Очигледно имал празнина, не можел да исполни со некои световни задоволства. Религија без повторно поврзување со Бога останува без основен квалитет и станува таа религија безсмислена. И затоа, почитувани, молитвата е средство со кое ние можеме да се поврзиме со Бога, а Бог таа наша празнина да исполни со нешто трајно, со нешто што не се купува. Тоа однос со Бога треба да се негува. Гледаме овде во рацете држи ова личност една билка. Таа билка е засадена в земја. Не е доволно цвеќе само да го купиме, да го засадиме в земја и да го ставиме тамо на страна. Тоа после 10 дена или неколку денови ќе почне да вене, ако не се негува, ако не се залева со вода, ако не се третира како што треба. Така да и ние како луѓе треба да читаме. Број 1, треба да читаме Библијата. Второ, да се молиме. Трето, да служиме на луѓето. Четврто, да сведочиме и да бидеме поврзани со луѓето кои веруваат. Ова е скалило кое треба да го користиме во нашиот живот, ако сакаме нашиот однос со Бога да се негува и да растеме. Број 1, треба да читаме, почитуваме, да проучуваме. Како што еден медицинар, лекар, тој треба да чита постојно стручна литература, не да се задоволи со она што го учил 4 или 6 или 8 години на факултет. Тој мора да биде во тренд со настаните кои следат. Ние треба да бидеме поврзани со Бога, со читање на Библијата. Секако тука е молитвата. Таа е бежична комуникација која ни дава право да комуницираме со Бога. Да слушаме на луѓето според нашите можности. Радост е кога ќе подариш некого. Радост е кога на некој ќе му помогнеш. Тоа е радост, тоа е внатрешно чувство кој човекот го има кога на некој ќе му помогне. Четврто, да сведочиме за Бога. На некој да му ги откриеш, да му ги отвориш духовните очи. Денеска многу луѓе го барат Бога, но тропаат на погрешна врата. И на жалост некои ќе им се отвори таа погрешна врата и таму ќе останат за секогаш, затоа што го барале Бога, но го немал оној вистинскиот човек кој требало да ги насочи кон вистинскиот Бог. Поврзување со луѓето кои веруваат. И затоа ние доаѓаме во црква, во сабота или во другите денови. Зошто доаѓаме во црква кога можеме и дома да читаме, може и дома да гледаме на интернет разни предавања, но доаѓањето во црква, собирањето на верници, причинува задоволство, психолошки не растеретува од секојдневните грижи. Тука ние доаѓаме со луѓе кои има исти цели, и има иста вера, веруваме во истиот Бог, и затоа е многу важно да се поврзиме со тие луѓе кои имаат исти сваќања, исти разбирања.
Значи, овие скалела почитувани се многу важни, ќе ги повторам. Читање на Библијата, молитва, служба на луѓето, сведочење за Бога, поврзување со луѓето кои веруваат. Обраќањето на Бога со Ава значи да му упатиш повик да не преплави со своето присуство и да му возможиш да го допре твоето срце. Значи, преку таа молитва, Ава или тате, татенце, ние му упатуваме повик да не Бог преплави, да не опфати целото наше суштество со Негово присуство. Да му возможиме да го допре твоето и моето срце. Каква е таа привилегија, почитувани, секој од нас да го повика Отецот да не допре со Неговата рака. Но и убавите работи на светот не може да се видат или допрат, тие се чувствуваат со срце. И затоа овој пример што го предмалце спомнав за овој атеист кој го прашал свештеникот, како можеш да веруваш во Бога кога не го гледаш, а тој му возвратил, како можеш да веруваш во љубовта кога не си ја вида. И затоа најубавите работи на светот не може да се видат или да се допрат, но тие се чувствуваат со срце или во срце. И ние Бога го чувствуваме во наша средина, со Неговиот дух. Тоа го чувствуваме во нашите срца, во нашите мисли, во нашите зборови, во песните кои ги пееме. Затоа, само со срце исправно се гледа оно што е невидливо со голо око. Срцето е навистина, има своји очи и ги чувствува таквите работи. Како едно момче или девојка ќе се залеби во другиот или во другата, а другите момче и девојки и тие се во една средина, тоа тие не го чувствуваат. Но срцето на таа девојка е на иста фреквенција со срцето на тоа момче. Само со срце исправно се гледа оно што е невидливо со голо око. Основна импликација обраќање кон Бога со Ава изгледно значи да имаш повластен статус на Негово дете. Гледате, кога ние користиме молитвата Татко наш или зборот Ава или Аба, тоа значи да имаш повластен статус на Неговото дете. Во секое време, без најава, ние може да се обратиме кон нашиот Бог. Родителите никогаш не го забораваат возбудувањето кој го доживееле кога се родило нивното дете. Тоа е единствено искуство, тоа не се опишува, тоа само се чувствува во срцето, во душата на таа личност. Бог се прославил кога во него препознаваме небесен Отец. И затоа, браќи и сестри, Господи ни помогне да ја користиме молитвата Татко наш, да се поврземе со Бога, постојано да бидеме поврзени преку ова молитва, што Исус ја кажа. Да употребуваме зборот Ава, Татко наш небесен, Татенце наш, да бидеме поврзани со Него. Бидејќи односот со Небесниот Отец целосно е безбеден, слободни сме да во Негово присуство бидеме оно што сме. Тој сака да не слуша додека му ја отвараме душата. Иако знае однапред. Се знае Бог што ни е потребно, но на Бога му е мило, кога ние ќе ја отвориме нашите уста и ќе му кажеме: Татенце, тате, ово ми треба. Денеска ово ми се случи. Денеска ово го направи. На Бога тоа му е мило. Како што мајката ја слуша својата ќерка или синот свој, детето кога зборува, мајката може и уморна, но сепак и е мило на душата кога слуша зборови од своите деца. Бидејќи односот со Небесниот Отец е целосно безбеден и ние сме слободни да бидеме во Негово присуство. Исус не повикува да го усвоиме Ава јазикот во нашиот однос со Бога. Нека навистина големиот Бог ни помогне, браќи и сестри, да од ден на ден се повеќе и повеќе ја користиме молитвата, да не бидеме шкрти, да не бидеме толку скржеви во нашите зборови, кога треба да му кажеме фала ти или благодарам Ава, благодарам Татко мој, благодарам Татко наш, што ни помогна, што не сочува. Тоа ништо не чини, а на Бога тоа многу му значи, да од неговите грешни суштества, грешни деца, за кои тој животот го дал преку својот Син Исус Христос, сега му возвраќа со зборови на благодарност. Нека му е благодарност на големиот Бог за оваа молитва што ни ја дал и за оваа наука што ни ја кажува Библијата.